150 радовишки средношколци денеска не пристигнаа до трите средни училишта во Штип. Протестираа автопревозниците, бидејќи веќе 8 месец немаат добиено ниту денар за бесплатниот превоз на средношколците. А образование вели дека се парите пуштени, а општина вика дека има пуштено пари, али не го покрива тотално превозот. Значи тендер бил на многу поголема ставка и автоматски ние тука страдаме. Ние имаме заостанени долгови по бензински, имаме неплатени фактури, немаме средства да продолжиме со изведувањето на превоз. Автопревозниците од Радовиш, Свети Николе, Кочани и Пробиштип тврдат дека општината им должи околу 17 милиони денари за бесплатниот превоз на средношколците. Градоначалникот Зоран Алексов признава дека дел од одговорноста е во општината, но според него средствата кои се добиваат од Министерството за образование не се доволни за покривање на трошоците. Реално е така дека треба да платиме на оној кој што го имал договорот, тој на нив да им исплати. И тоа мислам дека сепак не треба да се прави тензија, дека во подготовка е нов тендер во кој што јас ги поканувам сите тие да конкурираат самостојно, не како група, бидејќи со ваквиот начин на групно пријавување на тендерите и нивно меѓусебно договарање за остварување на повисока цена, еве гледате да што се случува. Значи, сакајки рогови без уши остануваме сите. Штипскиот градоначалник на превозниците од Радовиш им порача дека во моментов не може да одговори во целост на нивните побарувања, но им вети дека долгот ќе им биде исплатен сукцесивно. Превозниците по средбата со собственикот на фирмата, која го има добиено тендерот, го прифатија договорот. Учениците од Радовиш ги превезуваат до вторник, кога очекуваат исплата на дел од парите, што им ги должи општината.